Кој крадел, нека не краде веќе, туку нека се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро, за да има што да му даде на оној што има потреба. Послание до Ефесјаните 4:28. Кражбата не представува само недозволено или скришно земање на туѓи нешта, туку и нарушување на довербата, на достоинството и на меѓусебните односи. Едноставно кажано, таа ги разорува темелите на заедништвото, но и покрај тоа што овој библиски стих ја осудува кражбата сама по себе, сепак потикнува и кон надеж и кон промена, односно кон можност за нов почеток. Главниот акцент во оваа мисла паѓа врз непроценливоста на сопствениот труд. Плодот пак од тој труд бидува уште поблагороден кога се одразува не само врз себе, туку и врз оние на кои им е најмногу потребно. Тоа е всушност вистинската представа на општествената одговорност, да не си бидеме товар едни на други, туку подкрепа. Честноста можеби не е најлесниот пат, но секогаш е најбезгрижниот, зашто оној што живее честито, живее со чиста совест и со отворено срце, знаејќи дека неговиот труд придонесува во градењето на неговиот живот, но и на средината во која тој живее. Кој крадел, нека не краде веќе, туку нека се труди со своите собствени раце да го прави она што е добро, за да има што да му даде на оној што има потреба. Послание до Ефесјаните 4:28.